Преговорите помеѓу СОНК и МОН продолжуваат, а понудените 12% покачување на платите не се прифатени, истакна денес председателот на СОНК Јаким Неделков. Тоа што денеска продолжи наставниот процес не значи дека сме ги прифатиле понудените 12%. Ние не прифативме ништо затоа што така одлучи членството на СОНК и на некој начин повторно се наоѓаме на почеток на преговорите. Со помош на овластен помирувач ќе се обидеме да ги добиеме бараните 18,4% зголемување на платата, нов колективен договор и континуирано зголемување на платите за 2023 и 2024 година. Изјави Неделков. Откако и по 3 недели преговори СОНК и МОН не најдоа заедничко решение, помеѓу нив ќе посредува медијатор. Од страна на Министерството за труд и социјална политика е доставено известување до СОНК со кое, согласно член 19 од Законот за мирно решавање на работните спорови, е назначен помирувач. Штрајкот не е прекинат, туку е само ставен во мирување за време трајање од 10 дена, кој рок е предвиден во член 18 став 2 во постапката за мирно решавање на колективниот спор. Во исто време, од страна на Министерството за труд и социјална политика назначен е арбитар кој е должен веднаш да започне со постапката за помирување. Од друга страна, наставници реагираат на помирувањето со МОН и велат дека тие никогаш не поднеле тужба до МОН и затоа нема потреба од помирување. Доколку ние поднесевме тужби до Министерството за образование и наука за да ни ги исплати парите за 6 години, кога не беше направено усогласување на нашите плати, ќе можеше да се каже дека има потреба од помирување. Тука не станува збор за тужби. Ние не сме во работен спор, туку сме во штрајк. Реагираат наставниците.